Зошто твојот точак е ваков? Тоа е точак за старци, Керко. Мајка ми не дозволува дома да имам точак. А ти си на точак. Ти треба да пораснеш за да трчаш, да си играш, па и точак да возиш, не ли, душо на баба? Оф, ми досади од растење. Управо е моето девојче. Растење. Нема од тоа. Така е побаво, нели? Да. Дедо, имав едно ланче, ми се изгуби. Јас ќе ти купам ланче, Керко. Многу ти благодарам. Вакво да биде. Добро, Керко, добро. И без ланче си убава. Види колку е убава. Ајде, јади, Керко. Татко ми. Многу ми недостига. Од каде сега тој вестник, мажу? Дедо, однеси ме кај татко ми. Те молам, дедо. Те молам. Многу ми недостига. Те молам, дедо. Не се обраќај ка полат. Некој сака нас да не убие. Истражувам, да видиме што ќе излезе. Тој глупавиот Ибрахим заради Керка ова го прави. Ибрахим не е таков по парите. Не за парите, за Керка му, не разбираш? Како што реков. Истражуваме и ќе дознаам што се случи. Сакам да го видам татко ми. Не сега. Ти треба да одмораш. Бате, само што ќе те барав. Што правиш, Белаву? Што има ново? Бате, освен проблеми, ништо друго. Нечестните уживаат, а тие, како тебе што си ја сакаат земјата и народот се дават во проблеми, така? Се плуктам јас на ваквиот свет и на ваквиот живот. Имам еден Мехмед Фикрет Казарбејолу, го знаеш ли? Сум го слушнал името. Тој нечестник и мене ме нервира. Имаме за земање, не ни дава нечестникот. Како не дава? Па не сме во игра. Јас сум бегалец, затоа тој не дава. Бате, дај ми го. Како не ти ги дава парите? Не наблегуваме по овие работи. Татко ти ич не сака такви работи. Бате, не за мене. Твоите пари се како наши пари. И без тоа јас сум им душман на тие нечестници. Да не најде пари по пут, ќе во глу. Се кезиш целиот. Нервоза се смешкам. Господинот не сака да ме прими. Ако сакаш да ти ургирам. Не. Други ќе ургираат. Господинот е стар волк. Има магла. Што и да му кажеш нема да прифати. Нели волците сакаат магла да има? Маглата е за младите волци, не за стариот волк. Тој не ќе магла. Каде ти е чајот? Оди таму, земи си сам. Кашив, ставив нова вода таму. Почекај ја да зоврие водата. Добро.
Ќашив. Види. Види. Ти се гледаш со Ферман? Сега зборувавме на телефон. Многу фино момчета. Често ме бара. Прашува како сум. Колку убаво се гледа Истанбул од високо. Погледни. Гледај. Ама ти немој вака по ивици да се шеташ. Добро? Ајде, дојди. Дојди. Седи. Полек, полек. Полеке, полеке, полеке. Добро, дедо. Ев, Керко. Полеке, полеке. Је! Је! Примавај, Керко. Дедо, сакам пченка. Ајде, дојди да купиме. Јас да си играм, ти купи. Добро, ајде. Дај ми една пшенка, ама убава некоја. Да, чиче. Ама посоли ги добро и не бил помек. Во ред бе, чичко. Повели. Елиф? 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 Повели. Елиф? 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 Меѓународното право, како меѓусебни односи, објавувањето на датумот за војна и договорите за држење на страна на Турција од меѓународната заедница или надвор од неа, што ги определува односите, сме рекле. Да видиме што тие рекле. Господине, ви дојде гостинот. Ти, дај ми ги тие книги од таму.
Господине, да ги извадам ли книгите од последното издание? Не, нема потреба. Гостинот нека не чека. Почитувам, пријателе Шамир, убаво е што ве гледам. Мило ми е што ве гледам вака расположен. Повелете, повелете. Пензијата нас не остаре, брате Шамир. Штом секој утро се причите, значи и вие не сте пензиониран. Се разбира, ја следиме ситуацијата во државата. И воопшто не сме задоволни од тоа што го гледаме. Моите луѓе се гладни. Моите луѓе станале робови на кредитните картички. Ако човекот е гладен, ако е роб, ќе му работи ли главата? Нема да работи. Ако не му работи, што ќе направи? Ќе му даде глас на тој што ќе ги однесе во провали. Така е, така е. Господине, само вие можете да го сопрете ова лудило. Овие од запад ептен ја поделија Турција. Стана втор Иран. Зошто тие му вртат грб на Израел, не знам. Вие такво нешто не правевте. Јас од западот не видов ништо лошо. И од Израел исто така. Од Есад видов. Од Садат видов. Од Паклави видов. И од Брежнев видов. Сите овие беа лидери на своите држави. Не